Не, значи има некои млади што не се така толку луди, а и дефинитивно некои постари што не се зрели. Внимание, зборуваат граѓаните! Изгледаш одлично за своите години. Дали ова искрен комплимент или можеби е некоја скриена предрасуда? Па искрен комплимент, пошто стално ми викаат дека изгледам доста помлада за моите за твоите години. Мислам дека е малце предрасуда. Е малце предрасуда? Па зависи на кој му го кажуваме реално одговорот, пошто на помладите луѓе, ако им кажеме дека изгледа некој за одлично за неговите години, тоа можеме нели добро да си го сватиме, а некој постар тоа реално може и како навреда да се свати. Лично го сваќам како комплимент, дека мене секад ми вика дека личам помлад него што сум. Зависи од тонот дали е тоа повеќе на предрасуда или како комплимент. Може да биде искрен комплимент кај некого, што знам. Да, не. Па да, ако изгледа добро, зашто да не? Младост, лудост. Дали сметаш дека сите млади се луди и незрели, а сите постари се мудри? Дефинитивно ние помладите поминуваме низ некоја фаза на лудост, ама сепак на крај нели созреваме, а не сите постари луѓе значи се созреали. Не, значи има некои млади што не се така толку луди, а и дефинитивно некои постари што не се зрели. А повеќето стари сметам дека се мудри, но има и доста млади што се зрели. Мислам дека не е. Има и млади доста помудри, да речам, ама има и стари што лудуваат исто. Постарите тоа го кажуваат, начесто за да се направат себе си се почитуваат побува дека се постари веќе и младите иако сакаат да искачаат, да се журкаат, било што ги сметаат како за луди, иако тие го правеле истото кога биле млади. Мислиш дека сите млади се луди? За првиот па до негде да, али не дека сите стари се мудри веќе. Никој па не старат што знам. Дефинитивно предрасуда. Некои млади се попаметни, некои е така луди, али од сите има на секаде. Стар си за да гледаш деца. Дали постојат временски рокови за важните одлуки во животот? Сметам дека секој си има свој часовник на времето, без разлика на тоа колку години има, дали се млади, стари. Мислам, моје мислење дека да, ама пак, ајде да кажам, со некој лимит, не да биде на 60 години, тогаш мислам дека е апсурдно. Не треба да е предоцно, но никогаш не си стар за да гледаш деца, можеш да гледаш деца кога сакаш, да не биде тоа премлад. Стар си не е лошо, полошо е да си млад. А конкретно за деца реално има временска одлука, зашто не можеш ти на 60 години да родиш дете. Добро. Ти кога имаш 80, а дете ќе има 20. За деца мојава возраст е окей. Се зависи. Релативно е, не е постаат временски, зависи како се чувствуваш. Мислам дека не, ама мислам дека сепак е убаво деца да се чуваат на помлади години. Старите луѓе се заостанати и кукаат само по своите стари времења. Дали ќе се спротиставиш на оваа предрасуда? Да, ќе се спротиставам бидејќи тие живеат во овој свет и одат со времето напред. Не за сено, за повеќето ствари се со времето, не се заостанат. Учат од помладите. Да, затоа што имат луѓе што се стари, што се многу окей и технологија и се пратат трендови. Не значи дека сите стари кукаат по времето кое што поминало. Зашто предрасуда, што знам, веројатно им фали младоста секое време, вајде кај што било дел од твојата младост ќе ти фали. Доста од старите знаат да кукаат за времето кога било порано, кога што сум слушал многу убаво било тоа време. Цело време зборат за време на Југославија, за време на ова, за време на тоа. Нели сега се сменети времињата, понапред идеме значи со технологија и со други работи. Не се едноставно адаптирани на новите ствари што се дешаваат. Внимание, зборуваат граѓаните!